Поздравувам и посакувам Божи благослов. На самиот почеток, пред да изумам, имате поздрав од брат Миле Павлович. Тој неделава, мислам, или малку порано, ми испрати порака каде што рече дека ги следи проповедите, особено двете Ани, односно двете проповеди во врска со Ана, му оставиле посебен впечаток и ме замоли да ја поздравам целата црква од него и од неговото семејство. Не знам дали сите знаете, тој после две керки има син, трето дете, кое што се вика Бенџамин. И јас го поздравувам и него и му посакувам Божи благослов. Кога тогаш он ќе го прими овој поздрав, гледајќи ја снимката на денешната проповед. Би сакал да ве подсетам дека вечер ќе се продолжи со она видео од Amazing Facts во врска со историјата на христијанството на нашето вечерно богослужение во 18 часот. А посебно ве поканувам да планирате да бидете тука на богослужението следната сабота. Официјално првиот ден на пролета се совпаѓа со младина првиот ден на пасхалниот месец и тоа е библиската нова година. Но, ќе зборуваме за еден астрономски феномен, за нешто што не се случува често, всушност многу ретко во последниве 2000 години, а што представува сериозен знак за последното време, кој што е најавен и опишен во Светото писмо. Денес пак, според стариот јулијански календар, е кој датум? 1 март. Некогаш овој датум во римскиот календар бил нова година. Видете колку често се менувал календарот. Некогаш и паганските народи, не само еврејскиот и арабите, значи потомците на Аврам, денес повеќето од нив муслимани, и паганските народи, и римјаните, и македонците, и грците, сите имале месечев календар. Месецот се вика месец, затоа што има врска со месечината. Од Јулиј Цезар наваму, откако нема врска со месечината, џабе е да го нарекуваме месец. Затоа што 1 март некогаш бил нова година и во римскиот календар, затоа некои месеци, што и ден денес ги нарекуваме така, пример септември, октомври, ноември, декември, што значат во превод? Септември значи 7 месец, октомври значи 8, ноември значи 9 и декември што значи 10. Зошто така? Кога денес не е така. Септември е 9, декември е 12. Не е одговора на името, затоа што 1 март бил нова година. Затоа називите се задржани како што било постаро. Тогаш ќе слушнеме, ако даде Господ живот и здравие, следната сабота и зошто се менувал календарот толку често и кој сакал да се менува календарот. И колку е тоа важно и дали е воопшто важно во светлината на библиските пророштва. Сега би требало да продолжиме со следното исцеление во Светото писмо и по исцелението на сирскиот генерал Нааман, следно наред би требало да биде познатото исцеление на царот Езекија во времето на пророкот Исаија, но нема да започнеме со тоа исцеление денес, затоа што не сакам така лесно да се одвоиме од пророкот Елисеј. А ќе кажам и зошто. Иако повеќе немаме исцеленија
запишани во Библијата во врска со неговата пророчка служба, сепак тој ќе направи едно поголемо чудо после исцелението на Нааман, слично на чудото на неговиот учител, Свети Илија Тесвитецот. Ќе воскресне дете на една жена. Но рековме воскресенијата не има да ги разгледуваме, затоа што тие не се исцелени. Тие се нешто многу повеќе. Да се совлада смртта е многу поголемо чудо, отколку било која, па и најтешката болест. Јас се радувам исто така заедно со сите вас и го славам Бога што според сведоштво на сестра Асенета, значи и нашите молитви тука се вослишувани колку и да сме ние лично за никаде, сепак Господ ги слушна и нашите молитви во врска со сестра Мимица, затоа што тој е милостив, затоа што во него постои благодатта и секоја сила. И навистина би сакал да продолжиме во тој дух. Пророкот Елисеј ми е посебно омилен пророк од повеќе причини, а една од причините е што тој лично во Стариот Завет бил директорот, шефот и единствениот агент на совршената разузнавачка служба, што било кога постојала во светот. Во светот не постојала разузнавачка служба која што била поспособна, помоќна и поинтелигентна од разузнавачката служба на старозаветниот Израел, која што се состојала од само еден агент, пророкот Елисеј. Зошто е тоа така? Затоа што, како што стои запишано во Светото писмо, она што непријателот на Израел, а тоа бил повторно најчесто сирскиот цар Вен Адад, го планирал, го смислувал во својата постела. Значи, без да го каже ниту на своите министри, ниту на своите генерали, ниту на своите советници. Кога значи, неговата стратегија и неговите војни тајни биле се уште во неговиот ум и никаде надвор, на друго место, тогаш еден пророк во Израел тие тајни му ги соопштувал на израелскиот цар. Тие истите тајни, што сирскиот цар ги смислувал во својата постела. Тоа бил пророкот Елисеј. Заради тоа, сирскиот цар ја дигнал својата војска да дојде и да се нацрта пред Самарија, овој пат не барајки војна со израелскиот цар и со израелските војски, туку лично прво да го елиминира пророкот. Најголемата закана за неговата империја, за неговата стратегија. Знаете како заврши тој случај. Иако пророковиот слуга се исплашил, страшно се исплашил, од волку бројна непријателска војска, пророкот го смирил со кои зборови? Се помолил Господ да му ги отвори очите, за да види дека многу повеќе се нашите на наша страна, отколку непријателот. Кои биле тие нашите? Тоа биле невидливите војници.
Би сакал да прочитам еден коментар од Духот на пророштото во врска со тоа како самиот Спасител Исус Христос го коментирал овој настан за кој што зборувавме минатата сабота, исцелението на Нааман. Како го коментирал? Нааман се вратил во својот дом во Сирија, телесно исцелен и духовно преобразен. Видите каков ефект имало исцелението. Не само телесно исцелен, со кожа како на мало дете, туку и духовно преобразен. Многу векови подоцна неговата вера ја споменал Спасителот, препорачувајќи ја на сите оние кои што тврдат дека му служат на Бога. Да поставиме ние прашање, каде Спасителот ја споменал верата на овој незна божечки генерал? Иако знаеме дека таа вера на почеток се борела со гордоста, иако знаеме дека на почеток изгледало дека и нема вера, дека едноставно гордоста преовладува и дека тој нема да сака да се избања во Јордан. Видите колко е битно и кога е најслаба нашата вера, да не подклекнеме на искушението. Каква била верата на Нааман? Силна вера била, тој на почеток не сакал да се избања. Неговите слуги го наговорили да се избања. И тогаш читавме од Светиот Дух дека се борела верата со гордоста во неговото срце и на крај верата победила. Какви сме ние во нашиот духовен живот? Совршени како Спасителот, кој што секој искушение совршено го одбиваме и го победуваме? Или и нашата вера слична на Нааман? Често пати паѓаме, се колебаме. Ова е пораката што треба да ја научиме. Спасителот го пофалил Нааман, неговата вера, иако видовме дека неговата вера воопшто не била совршена. Самиот тој рекол, ако имате вера колку си напово зрно, значи не треба да имате голема вера. Држете се за онаа мала вера, за онаа слаба вера, колку што ја имате. Бидејќи ние сме такви, слаби. Само од тоа да не се откажеме. И од тоа мало, и од тоа слабо, и од тоа никакво, и во тоа да останеме верни до крај. Да отвориме во Евангелието според Лука, 4 глава, 27 стих, и да прочитаме што тука е запишано. Само Лука го споменува овој Христов коментар во врска со исцелението на Нааман. Значи, Лука, 4 глава, 27 стих. Но, за да имаме подобар контекст, да почнеме да читаме од 22-иот. Значи, во синагогата, во Назарет, каде што Господ го цитирал пророштото од Исаија, но застанал кај зборовите да ја проповедам благопријатната година Господова, значи јубилејната година. 20 стих вели, потоа ја затвори книгата, му ја даде на прислужникот и седна. И очите на сите во синагогата беа вперени во него и почна да им говори, денес се исполни ова писмо што го чувте. 22 стих вели, и сите му потврдија и се восхитува на неговите благодатни зборови, кои излегува од устата негова и велеа, не е ли овој синот на Јосиф? Што значи овие зборови? Евреите се посомневале во вистинитоста на она што Христос го рекол во синагогата. Тој рекол, денес се исполни ова писмо што го чувте. Го прочитал најславното месијанско пророштво од Стариот Завет
И рекол, денес се исполни ова што го чувте. И тоа за евреите било ем соблазнително, ем неверојатно. Зошто? Како можеш ти да бидеш Месија, кога ние те знаеме дека си син на комшијава? Јосиф, столарот. Не е можно. Што им вели Христос? А тој им рече, некој од вас сигурно ќе ми приговори со оваа изрека. Лекаре, излекувај се сам. Направи го и овде, во твојот роден крај, се мисли на Назарет, она што чувме дека се случило во Капернаум. Навистина, помеѓу другото, жителите на Назарет се прашувале како е па можно овој синот на Јосиф, што го познававме од нашето место, од нашето село. Назарет бил село тогаш. Како е можно за него да се зборува дека прави волку големи чуда во многу соседни места, меѓу другото, најмногу во Капернаум. И Господ сам ќе признае дека во Капернаум ги направил најголемите чуда, затоа вели посебно, и ти Капернауме што си се издигнал до небесата, ќе се симнеш до адот, најдлабоко. Зашто ако чудата што беа извршени во тебе, беа направени во Содом и Гомор, што? Тие градови, Содом и Гомор, ќе останеа до ден денес. Ќе се покаја. Замислете. Но зошто Христос не направил нито едно чудо во Назарет? Неговото така наречено родно место. Па им рече, 24 стих, вистина ви велам, ниеден пророк не е омилен во својата татковина. Дали е ова точно? Точно е. Например, пророкот Илија, учителот на Елисеј, е многу омилен пророк во Македонија. Но не бил омилен во Израел. Во неговото родно место, во неговата татковина. Мене ми е пророкот Илија најомилениот пророк. Ке ви кажам зошто. Пророкот Илија е првиот пророк во Библијата за кој што јас воопшто сум слушнал. Тоа се случи сега далечната 88 година. Кога бев 8 оделение. Имавме наставник по физика, се сеќавам се уште на неговиот лик и на неговото име, се разбира, но нема да го именувам. И дали во 8 оделение, како и во 2 година средно, по физика се учи за електротехника, основните принципи на електротехниката и така натаму. И имаше една лекција, се разбира, што представува молњата, грмотевицата, како таа настанува и така натаму. И секако што си ја испредаде лекцијата и објасни како тоа се случува, што му требаше, кажа една работа што не ја очекува после тоа. Мене ми се посебно симпатични овие спомени од периодот кога бев неверник, кога имав нула познавање за Библијата. Не ни знаев дека постои книга што се вика Библија. Прв пат слушав дека постои книга што се вика Библија од мојата класна наставничка во 8. И тоа беше еден ваков случај. Ке продолжам ја после со физичар. Имено таа постави вакво прашање. Еднаш. Дали знаете зошто Хитлер ги убивал евреите или ги прогонувал, не, верувам, не рекла прогонувал, тоа е библиски израз. Или ги истребувал. Се јави еден мој другар и кажа како од пушка затоа што евреите го убија Исус Христос. И така среде час, замислите, во комунизам, тогаш вакви муабети да се слушнат, тоа беше нешто невообичаено.
Затоа ја многу се сеќавам на тие моменти и многу ми се драги. Тие мои први информации во врска со нешто што доаѓа од Библијата, а зашто јас немав никаков поим до тогаш. И наставничката вели, се гледа кој чита Библија. Тогаш прв пат слушнав дека постои книга што се вика Библија. Многу интересно. Исто така ми е симпатично една што го кажав. Христовиот славен одговор подајте му го царевото на царот и Божиото, а Божиото на Бога, тоа не го прочитав прв пат во Светото писмо. Не го прочитав во ниту една верска книга. Тој стих прв пат го прочитав во една неверна книга. Во учебникот по марксизам, втора година средно. Тогаш прв пат се запознав со тој стих. Физичарот на крај рече вака: сега знаете, брат Борча знае што следува. Дали вие знаете што следува? Сега знаете како настанува молња и грмотевица. И кога ќе слушнете грмотевица или молња, знаете зошто тоа се случува. А не дека Свети Илија со кочија се движи низ облаците, така рече. Тоаш прв пат го слушнав Илија во животот. Не името, току пророкот. Да, како што споменавте, мислам брат Зоран спомена за искуството на православните македонци со евреите тогаш. Трагично е што поголемиот дел од православните верници не ја познавал ниту собствената православната теологија, ниту ништо од Светото писмо, туку се што знаел и се со што пораснал во врска со верата, била така наречената бабина теологија. Значи, дека Свети Илија шета со кочија по облаци, тоа потекнува од некоја баба, се разбира. Не може да потекнува ни од најнеписмениот свештеник или теолог. Но може би имало и такви низ историјата. За жал, и моите први информации во врска со Христа потекнуваат од баба. Знаете колку побожна жена беше таа, а колку малку знаеше, се разбира. Но и тоа малку што го знаеше, го зборуваше. И сеќавам како мал, некаде 4-5 години, многу плачев кога ќе видев крвче со Христа на него распнат. И ја прашав мајка ми, баба ми, кој е овој, значи што е ова? И они ми кажува, он е многу добар човек, кој што бил убиен, правил добри дела и бил убиен од евреите, така рече. Че евреите се некои лоши луѓе, некои катили. Така ми беа представени во детството. И јас па почнав да плачам заради тоа. Ми беше жал што го убиле Исуса. Мајка ми кажуваше дека тој воскресна, го кажуваше на грчки, анести, но не разбирав што значи тоа. Не знаев што значи тоа воскресна. И ниту па знаја да ми објаснат они што значи тоа, за жал. Но, за да ме утешат колку толку, знаете што ми рече баба ми? Ми рече, да, ама, да видиш после Хитлер што им направи на евреите. Замислите, бабината теологија е дури опасен говор на омраза. Но толку знаеа луѓето, тоа е трагедијата на нашиот народ. Тоа е она што Господ рекол, мојот народ изгина затоа што е без знаење. Па сепак тие луѓе беа верни, со толку малку што знаеле, во толку малку беа верни.
И нема да заборавам кога баба ми се молеше, многу се молеше на првите избори 90-та година да победи ВМРО. И колку беше срекна, не можам да ви опишам колку беше срекна што победи ВМРО. Иако банална тема, но за неја тоа беше силна потврда на незината вера. Може би сега делува смешно. Меѓутоа, мене ми се драги тие спомени. Затоа што јас ги почитувам оние луѓе кои што и погрешно знаеле многу работи и скоро ништо не знаеле, а сепак верувале многу. И со тоа малку што го имале. И во тоа малку што го имале, па макар и погрешно, биле верни. Пророкот Елисеј, за разлика од Илија, не бил вознесен на небото. Не бил некој што не видел смрт. Иако, замислете, бил пророк што побарал двојна мера на Светиот Дух. Двојна мера од оној дух што бил во Илија. Да продолжиме со Христовиот говор. Значи, ниједен пророк не е омилен во својата татковина. И сега доаѓа моментот кога се споменати и Илија и Елисеј. Навистина ви кажувам, имаше многу вдовици во Израел во времето на Илија. Кога се затвори небото 3 години и 6 месеци и настана голем глад по целата земја. Да застанем малку за миг. Ве подсетува овој израз 3 години и 6 месеци на нешто? Добро, тоа е историја. Споменува некој ваков период на друго место во Библијата? 3 години и 6 месеци. 3,5 години. 3,5 години Христова служба. 3,5 години што друго? 3,5 времиња. Пророштвото во Данијел. 3,5 години. Што е еднакво на 42 месеца, што е еднакво на 1260 дена, според откровението. Но во Данијел е тој период наречен 3,5 години. Односно 3,5 времења, но време значи година. Зошто небото било затворено 3,5 години во времето на Илија? Дали Господ сака да не поучи нешто нам во последното време, на кој што се однесуваат пророштвата од Данијел и откровението? Се разбира. Но Илија не бил испратен при нито една од вдовиците во Израел за време на таа страшна суша, што самиот ја предизвикал. Зошто? Кај ниједна од нив не беше пратен Илија, но само кај една жена вдовица во Сарепта Сидонска, во денешен Либан. Исто така непријателски народ кон Израел, незнабожечки народ. Тогаш Феникија. Тир и Сидон се градови што многу често се споменуваат во Стариот Завет како незнабожечки градови, па и непријателски кон Израел. Зошто Илија бил испратен само кај вдовица од оваа непријателска земја, а при ниту една од израелските вдовици? И 27 стих. И имаше многу лепрозни во Израел во времето на пророкот Елисеј. Но ниједен од нив не се очисти од лепрата. Освен сириецот Нааман, ниједен од нив не се очисти. Зошто? 28 стих вели, а кога го слушна тоа, сите во синагогата се исполнија со гнев. Видите, дури Лука нас не просветлува и ни кажува кој бил моментот и зошто присутните во синагогата во Назарет се разгневија кон Христа и насила го зема и посакаат да го
однесат на врвот на ридот и да го фрлат во провалија. Ако ги читаме другите евангелисти, кои што го споменуваат настанот, значи Матеј и Марко, Јован не го споменува, ќе помислиме дека евреите се разгневиле само затоа што Христос рекол денес се исполни ова пророќство на Исаија во вашите уши. Но не се разгневиле заради тоа. Се разгневиле и посакале да го убијат Христа. Тоа може би звучало глупаво. Ти, селјак, комшија наш, те знаеме од мало дете, ти викаш дека сега ти си тој Месијат. Значи, тоа може да звучи глупо, но не мора да звучи навредливо. Може да им звучи фанатично, но нема ништо во тоа што ги навредува. Ги навредило ова, кога им рекол дека некои незнабожци, вдовицата од Либан и сирскиот генерал биле поверни, макар била и слаба и таа вера, како што видовме, од израелците во тоа време. Он подсетува на говорот на апостол Павле пред евреите во Ерусалим, веднаш пред да биде уапсен. И откако евреите се разгневиле и посакале да го убијат, штом го препознале во храмот, тоа е опишано во Дела 22 глава. Дури некој од нив ја протнал лажната информација дека Павле го вовел Трофима во храмот и со тоа го опоганил тоа свето место. Што се случило? Римската војска интервенирала. Да не беше таа, Павле ке беше растргнат како од кучиња од своите сонародници. Во еден миг Павле побарал од заповедникот, од капетанот, да се обрати на толпата. Тој е убаво опишено во Дела 22 глава, но ние заради времето нема да го читаме детално тој извештај. Му било дозволено да се обрати. Павле почнува да зборува на арамејски јазик, непознат за тогашниот, можеби, заповедник на четата и за другите римски војници, веројатно. Како што Павле им зборува на евреите, тие внимателно го слушаат. Оваа фанатична толпа, која што сакала да го растргне, кога тој почнува да им зборува за своето искуство, почнувајќи од Дамаск, и сето оно што му се случило, како и тој бил фанатик како нив, и како денешните джихадисти. Евреите не биле ништо помеки од фанатизмот на денешните джихадисти, например. Ако сакате да знаете какви фанатици биле евреите во апостолско време, кога ги гонеле христијаните, погледнете ги денешните джихадисти. Тоа е ист вид на фанатизам, ист вид на, како што самиот ке рече, ревност за Бога, но не според разумот. Значи, безумна ревност. Внимателно го слушаат како им зборува, им го раскажува целото искуство и во еден миг одеднаш збеснуваат повторно и посакуваат повторно, тргнуваат напред да го растргнат. Кој бил тој миг, се сеќавате ли? Кога толпата, која што внимателно ќе го слуша Павловиот говор, во еден миг повторно ќе збесне и нема да сака повеќе да го слуша. Ова е убаво објаснето, може да го согледате и од самата Дела 22 глава, но убаво е објаснето во книгата Дела на апостолите од Елен Вајт. Толпата збеснува во оној момент кога Павле, раскажувајќи го своето искуство, ќе спомене дека сега тој Господ, што така славно го запознал на патот за Дамаск, ќе му рече, те праќам кај незнабожците, да им проповедаш на незнабожците.
Што ги разбеснува евреите и во случајот со Христовиот коментар во синагогата, во врска со Илија и Елисеј, и во случајот со Павловиот говор во Ерусалим? Што ги разбеснува евреите во двата случаја? Ги разбеснува помислата дека Божјата благодат е наменета и за незнабожците, и за паганите. Дека Господ сака и тие да се спасат. Колку голема љубомора е ова, да не сакате да се спаси некој друг народ, освен вашиот. Да не сакате да се спаси ниту еден друг човек, освен членовите на вашата деноминација. Тоа може и така да се преведе. Тоа бил страшен фанатизам. Евреите сметале дека само тие треба да бидат спасени. Бидејќи само тие се деца, синови и керки Авраамови, а паганите се кучиња. Никаква помисла за милост кон паганите, спасение за паганите, не била толерантна за нив. Господ повеќе не можел да работи и да ја открива својата милост преку таков народ. Затоа завршува историјата на тој народ со Христа како народ избран за да ги благовести на целиот свет Господовите ризници и Господовата милост. На овој начин се приближивме до следното исцеление, затоа што и царот Езекија во една прилика, откако бил исцелен на негово барање, добил прилика да ги возвести, да ги благовести Господовата сила и благодат не на било кои обични незнабожци, туку на амбасадорите на Вавилонскиот цар. Најголемата сила во тоа време, не само во најголемата воена и политичка сила, туку најголемата сила во науката во тоа време, особено во астрономијата. Но тоа ќе го оставиме за пасхалниот месец, ако даде Господ живот и здравие. Тука ќе завршиме. Господ ја пофалил верата на еден Нааман, ја пофалил и слабата вера на Сидонската вдовица. Тоа се све слаби вери. Нааман се колебал, на почеток не сакал. И вдовицата се колебала, нели ќе му рече на Илија, па што ако ја ти ги дадам овие, она што ми од тебе, ќе умреме и јас и мојот син. Но сепак на крајот поверувала и го сторила она што го побарал пророкот. Го нахранила пророкот. И се случило чудо. Тоа се примери на слаба вера. И затоа, нека најважната порака од Христовиот коментар и пофалба на верата на овие незнабожци ни биде токму таа. Ние сме луѓе со слаба вера. Ние не сме големи херои на верата. Ние, кога се наоѓаме во искушение, многу често се колебаме. Нашата вера се клати. Често пати и паѓаме. Но Господ бара од нас само толку. Само и слаба и мала вера, но ако постои и таа, и за неја се држиме, односно преку неја за Христа, ќе бидеме благословени. Од таква никаква слаба вера, колеблива вера, сепак Нааман се излечил и дури вели бил радосен и духовно преобразен кога се вратил во својата земја. Замислите какво искуство, каков благослов. Од што доживеал вакви благослови и телесно исцеление, и кожан како на мало дете, и духовна преобразба.
се препородил човекот од својата колеблива, слаба вера. Не од некоја силна вера. Од својата мала вера ги доживеал сите овие благослови. Да не забравиме, ако имаме и ние мала вера, како синапово зрно, нека биде. Господ вели, ќе можеме да преместуваме планини. Не со голема вера, не со силна вера, со слаба, со мала вера. Често пати и колеблива. Нека и таква да не се обесхрабриме, да се држиме за неа до крај. Нека му и фала и слава вечно. Амин.